После година и неколку месеци се гледа крајот на истрагата за скандалот на онкологија. До крајот на јануари истражната постапка ќе заврши и ќе има обвинение, вели државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Обезбедени се 2 вештачења од Србија и Словенија во 16 медицински истории на болни со канцер кои се вештачеле во Србија. Е потврдено дека пациентите не биле соодветно лекувани, а месецов се очекуваат и резултатите од словеничките вештаци. Веќе го гледам крајот на истражната постапка за онкологија. Резултатите од вештачењето во Србија се готови. Тие покажуваат дека е потврдено за 16 медицински истории дека пациентите не биле соодветно лекувани. Во Словенија се испратени 51 историја на пациенти, но резултатите од ова вештачење не се готови. Ова покажува дека сомнежот за несоодветно лекување на клиниката за онкологија е потврден. Се очекува до 31 јануари да заврши истрагата и ќе има обвиненија. Дополнително се истражува и кражба на цитостатици. Истрагата се уште бара докази кои се богател на грбот на најтешко болните и продавал терапија. Во септември 2023 година избина големиот скандал во историјата на македонското здравство, каде се препродавала скапата биолошка терапија на црно во соседни земји. Во овој мега скандал на распит беа доктори, медицински сестри и директори на клиниката, но и пациенти. Во собранието беше формирана и анкетна комисија каде се бараше отчети од поранешните министри за здравство. Заклучокот на пратениците од ВМРО ДПМН беше политичка одговорност да носат поранешниот министер за здравство Венко Филипче, поранешните директори на клиниката за онкологија Нино Васев и Нехат Нухи, но и на фондот за здравство Стево Крстевски и Фатон Ахмети и поранешната директорка на здравствениот инспекторат Ирена Бухов. Ова за СДСМ беше неприфатливо.